7 часот и 37 минути и ова е термин во кој што ќе ви прикажеме повторно нешто убаво. Станува збор за изложба од име мајчинство. Се разбира отворена и по повод вчерашниот ден, но сите детали ги има Верица Блажевска, која што утрово е токму таму. Добро утро, Верче. Добро утро, Јована. Поздрав до тебе и Александар. Поздрав до гледачите на Ја сакам Македонија. Во ова прво јавување во живо за денешното издание на Ја сакам Македонија дојдовме овде во Чифте Амам, во старата Скопска чаршија, да на некој начин ја посетиме, а и преку објективот на нашата камера на колегата Јован Драјковски и гледачите на утринската програма да имаат можност да дзирнат дел од мајчинството. Изложба насловена Мајчинство по повод вчерашниот ден 8 март, отворена завчера, ќе трае не знам точно колку, ќе ни каже кураторот на изложбата, историчар на уметност Елена Иванова. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија на некој начин. Добро утро и добре дојдовте и вие на оваа убава изложба, како што кажавте, насловена Мајчинство. Ќе трае до 26 март овој месец и веќе си има своја традиција Националната галерија, затоа што овој тип на изложба се поставува веќе 6-та година поред. Инспирацијата е најпрво жената, но јас лично влечам инспирација од нашата богата колекција, од самата збирка од Националната галерија, каде што, како што ќе видите, може да видите значајни автори од различни генерации и од нашите простори, но и регионално, значи од бившите југословенски простори. Така. Оваа година за прв пат насловена Мајчинство и дела кои што се прикажани, за кои дела еве започнуваме од овде, од едно постаро дело, ќе наводиш Елена низ изложбата и преку камерата и гледачите ќе имаат можност. Како што кажавме, изложбата секој година носи различен наслов. Овој пат одбрав Мајчинство и баш започнуваме со жена авторка, тоа е Јелена Јовановиќ. Имаме тука копија на фреска од црквата Света Богородица во село Сушица. Тоа е едно интересно дело кое што за прв пат се прикажа на оваа изложба. И тоа гледаме со овој тип на изложби да прикажеме дела што се во нашите депоа и што по широката јавност ретко може да ги види, и ова е една убава можност да се запознаеме со нашето културно наследство и со овие дела со исклучителна важност, морам да кажам, затоа што се претежно дела од прва категорија и ремек дела во нашето и во сликарството. Така, и сега за ова дело, пред да почнеме во живо, прокоментиравме нешто кратко, дека станува збор за можне старо, ако не се лажам, дело. За чие дело станува збор, од кој период? Ова е дело од автор кој што е застапен во југословенската збирка, значи Павле Симик, и тоа ни е и во едно најстарото дело на оваа изложба, 1860 година, во класична техника на масло на платно, но самото дело, гледате дека зборува само за себе, на вистина вредно дело и еден репрезентативен пример на таа уметност. Делата ќе видите како што ќе се движиме низ изложбата, и јас така и ги поделив, значи почнуваме од жената како мајка, нели Богородица, првата мајка што го родила Христос, и тука е застапен и нашиот зограф Трајко Муфтински, значи тој е наш истакнат зограф, и тоа дело е доста старо, гледате околу 1925 година, и работено е да биде како икона, значи во класична техника. Многу интересна техника, прв пат сум се сретнала. За каква техника станува збор? Па тоа е техника како што се прават иконите, значи гледате, тоа е гипсиран грунтврст даска и со обележја баш на таа христијанска и канонска уметност. Така. Доаѓаме до едно дело на Личиновски, кое што исто така ми кажавте дека е посебно важно. И ова ми е многу драго што на оваа изложба како интересен примерок може да се представи ова дело од Лазар Личиновски, значи нашиот основоположник на македонската современа уметност. Тука е представена исто така Богородица со Христос, и ова е дело кое што е од спомен куќата легат на Лазар Личиновски, кое што е во собственост на Националната галерија, нели? И ние можеме да располагаме со тие дела, и ете едно дело селектирав токму за оваа изложба. Така, станува збор за гледам комбинирана техника на хартија. Да, исто така веројатно интересен начин на изработка. Пред да преминеме во следниот дел, овде имаме само уште едно дело кое што пишува непознат автор, меѓутоа е интересно, велите, затоа што и старо, меѓутоа и техниката е многу интересна. Техниката и ова е уникатно такво дело, значи немаме од овој тип.
Гледате дека е со христијанска тематика, повторно Богородица, но и тројручица. Тоа е значи еден тип на Богородица кој што е посебен, затоа што се смета дека има 3 раце и затоа и така е наречена како тип во уметноста, и тоа е едно од најстарите дела, исто така, 1867 година. Така, бакорорез во графичка боја. техника, да. Така. Тука исто сакам да напомнам на оваа изложба дека ќе сретнеме многу техники, буквално ликовни дисциплини, ги имам застапено сите, да речеме. Значи, ето имаме графика, имаме цртеж, имаме слики, кои што не се само масло на платно, туку имаме и темпера, и на картон, и на лесонит, имаме скулптура, ќе видите. Можеме да продолжиме. Ајде, можеме да видиме уште само нешто, да видите, значи, да видиме, овде е насловена самата изложба, овде имаме една скулптура и уште една. Да, ова е нашиот прв едуциран скулптор македонски, затоа сакав и да го застапам, и во првата сала гледате, Димо Тодоровски, и тој е направил бистата на неговата мајка во бронза, и ова дело се наоѓа во постојаната поставка на Националната галерија во Даут Пашинамон. Така. И пред да преминеме во следниот дел, имаме овде од Папрадишки едно дело. Тоа е исто постаро дело од наш зоограф, значи самоук сликар, кој што бил познат повеќе по овој вид на сликарство, значи по црковна тематика, и е доста значајно дело. Така. Колку дела се застапени на изложбата, Елена? Во моментот 25 дела имаме. Ги спомнавме накратко техниките, во која техника има најмногу дела кои што се изработени? Па најмногу, ете се наоѓаат еве цртежи, баш оваа сала каде што сме, но ете и маслата се застапени, и повеќе јас гледав да ја упфатам самата тема, нели мајка и мајка со дете, и понатака техничката изведба се наметна само по себе. Така. Дојдовме до едно дело за кое што исто така пред разговорот кажа дека е специфично и посебно и значајно за Да, јас исто така се радувам што и ова дело е вклучено на оваа изложба. Тоа е Иван Мештровиќ, значи дел од нашата југословенска збирка и еден од авторите кој што е познат и признат не само кај нас, туку и во светот. Значи еден одличен автор кој што е буквално верификуван насекаде во светот. Познат е најмногу како скулптор, но овдека го представуваме со ова дело од 1923 година, со дел од неговата мапа која што е во собственост на Националната галерија. Значи тој во неговото творештво почнал да се бави и со графика, што не му било толку својствено, но ете сепак добро ја влада и таа техника. Оваа мапа е дадена буквално од самото создавање на Националната галерија, од самите почетоци во 1948 година, кога била прва уметничка галерија и единствена институција од ваков тип во нашата држава, и затоа го наведувам како значајно дело од еден познат и признат автор. А тука веќе продолжуваме со нашиот основоположник на ликовната уметност Никола Мартиновски, кој што тој исто така познат во неговата уметност дека доста често работел мајка и мајка со дете, има многу типови на доилки во неговите дела. Сега ова се цртежи кои исто така не се често представувани, но има еден континуитет, гледате цртежи, но исто така и ова дело е од него, кој што е работено во темпера. Така, овие се молив на хартија. Да, молив на хартија. Сите овие 3 дела се од Никола Мартиновски и се во техника молив на хартија. И веќе овде имаме темпера на картон, ќе го погледнеме и тоа дело. Значи Никола Мартиновски е застапен доста и во литературата, значи сме правели негови ретроспективи ние како Национална галерија, но сепак има многу што да се покаже тој автор. Така, ова дело од 1945 година, како што можам да видам. Тоа е веќе во негов класичен експресивен манир. Така, поднатаму доаѓаме до графичката гранка на уметноста. Еве ова го имаме дело Лазар Софијанов. Тоа е тип на графика, монотипија. Значи исто така не изложувано, така да исто ова е интересно да се види за јавноста, мислам дека ова е единствено дело на оваа изложба кое што е туш во боја, значи фломастер на хартија.
Така. Повторно спаѓа под цртеж, но на Така. различен начин представено. Така, Елена, уште еднаш само да кажеме за гледачите, значи, до кога е изложбата и од колку до колку часот, во кои денови би можеле да дојдат овде во Чифте Амам и да ја погледнат? Изложбата веќе и после самото отварање ми е најавено дека е доста посетена, првиот официјален ден во Чифте Амам, секој ден, освен понеделник, од 10 до 18 часот сте добре дојдени да ја погледнете оваа изложба. Сакав да кажам дека има и застапено Така, да. и други техники што други техники, ги меѓутоа оставиме немаме на ни многу гледачите да време видат. за разговорот, а и разговаравме Чифте Амаме на некој начин еден лавиринт кој што дава една посебна нели магија, малку и мистика. Меѓутоа и времето толку ни дозволува. Само на крајот да најавиме денес во 12 часот се отвори друга изложба која што исто така е многу значајна. Да, таа е Париски рефлексии, која што ни е во соработка со Францускиот културен центар и е по повод денови на франкофонијата. Продолжува и таа изложба, бидејќи беше лани Париски рефлексии 1, оваа година веќе Париски рефлексии 2, со нова селекција од дела, која што ги работи колешката Маја Чанкуловска-Михајловска. Така. Сите кои што би сакале да ја погледнат мајчинство или париски рефлексии би требало да дојдат во Чифте Амам и да уживаат во овие дела кои што како што кажа и ти не секој ден би можеле да ги видиме истите. Елена, благодарам за разговорот и за оваа би ја рекла мини прошетка овде низ изложбата. Благодарам на вас, мило ми е што дојдовте. Се надевам дека гледачите уживаа накратко во делата кои што се представени на изложбата која што завчера беше отворена, а по повод нели денот на жената или месецот на жената до 26 март овде во Чифте Амам може да ја погледнат изложбата насловена Мајчинство. Толку, колеги, за сега. Благодарам за јавувањето. Од кога не сте биле на изложба, ете една инспирација да посетите едно вакво убаво случување.